Почитувани, добре дојдовте на промоцијата на книгата Македонски поетски созвездија. Дело на македонскиот филозоф, есеист, естетичар, литературен критичар, академик Георги Старделов. За неговиот лик и дело вечерва ќе говори поетот Владимир Мартиновски, а потоа ќе се прочитаат 5 песни од македонските поетски великани кои се дел од македонско поетско созвездие. Владимир, повелете на сцената. Esteemed guests, welcome to the promotion of the book Macedonian Poetic Constellation, the work of the Macedonian philosopher, essayist, aesthete, literary critic, and the academic Georgi Stardelov. To present the person and his works, we have the poet Vladimir Martinovski with us tonight, and this will be followed by a reading of 5 poets from great Macedonian poets, part of this Macedonian poetic constellation. Vladimir, the stage is yours. Почитувани, добро вечер. Веројатно нема поубаво место и веројатно нема поубав ден во годината за да се промовира последното објавено дело на академик Старделов. Местото е Под отворено небо, а насловот на делото е Македонско поетско созвездие. А денот е 28 август, роденденот на авторот, кој почина на 11 јануари оваа година. Минатата година влезе во 10-тата деценија. Ќе се обидам да објаснам во текстот зошто и местото Струшките вечери на поезијата е можеби совршеното место за да се промовира токму оваа книга на Старделов. Кога се зборува за македонската литература, најчесто се мисли во прв ред на македонската поезија. Тоа не е случајно, а најмалку е тоа заради големата и ретка македонска почит кон самата поезија. Ова се првите 2 реченици од книгата Македонско поетско созвездие од реномираниот филозоф, естетичар, есеист, литературен критичар, антологичар, автор на над 20 филозофски и есеистички книги, академик Георги Старделов. Роден 1930-та, почина на почетокот од оваа година. Инаку книгата е во издание на Македонската академија на науките и уметностите. Би сакали да ви ја покажам. Навистина е изворено издание, библиофилско издание, кое што го обединува најзначајниот дел од опусот на академик Старделов поврзан со поезијата. Посакувам секој од вас да ја има в раце оваа книга. Мислам дека станува збор за еден вид енциклопедија на македонската современа поезија. Постојат повеќе причини зошто за ова неодамна објавена книга би требало да се проговори макар накусо, макар во 10 минути, токму на јубилејното 60-то издание на Струшките вечери на поезијата. Длабоко уверен дека поезијата не е само најзначаен род на македонската книжевност, туку дека таа е врховен неизин принцип, како што вели Старделов, на залезот од својата исклучителна критичарска и истражувачка кариера, тој всушност ни остави во аманет неодминлива книга за секој што ќе сака темелно да ги запознае одликите и естетските дострели на современата македонска поезија. Како што видовте, станува збор за невообичаено волуменозна книга од безмалку 900 страници,
кој едновремено се чита и како еден вид компендиум на драгоцени ставови и согледби за поезијата, за македонската поезија, но и воопшто за поезијата, но исто така се чита и како врвна белетристика. Авторот во предговорот вели дека пишувал со страст за стапените автори и навистина, читајќи ја книгата, имате впечаток дека го слушате неговиот глас, кој имавме пригоди токму на Струшките вечери да го слушаме претходните изданија. Оваа книга е еден вид синтеза и сума сумарум на долгогодишниот, безрезервен и пасиониран ангажман на Георги Старделов во анализирањето, толкувањето, вреднувањето и промовирањето на дострелите на современата македонска поезија. Дури и хронолошки, ако гледаме, практично кореспондира со 6 децении на фестивалот, неговиот критичарски ангажман во сферата на литературата, особено во поезијата. Сочинета од 5 претходно објавени монографии, посветени на 5 стожерни творечки личности, основоположници на македонската литература и култура од првите 2 повоени генерации, книгата Македонско поетско созвездие е еден вид петтокнижие на македонската поезија на втората половина на 20. век. Имено во структурата на оваа книга се вткаени клучните студии на Старделов, сосредоточени на поезијата и на поетското искуство. Експериментум Македоникум, посветена секако на Славко Јаневски, Одземање на силата, посветена на Блаже Конески, Небиднината, посветена на Ацо Шопов. Дури не морам да ви кажувам кому се посветени, бидејќи насловите на овие монографии и поглавја секако дека упатуваат на јадрата од каде што тргнуваат херменевтичките авантури на авторот. Потоа е раѓање на трагедијата, секако Матевски, Величанија, посветена на Анте Поповски, за кого имавме денеска утрово еден прекрасен омаш. Со него ни почна и денот практично. Многу е веројатно дека самото споменување на имињата на овие творечки личности во една низа, се разбира следејќи го редоследот на структурата на книгата, неизбежно не враќа на зачетоците, но и на 6-децениската до сегашна историја на фестивалот Струшките вечери на поезијата, која започнува токму како собир на 12 македонски поети кои во 1961 година ја чествуваат, како што сите добро знаеме, 100 годишнината од објавувањето на зборникот народни песни од Струшките браќа Миладиновци, а кој, како што сите добро знаеме, исто така од таа средба прерасна во еден од најзначајните меѓународни поетски фестивали во светот. Во оваа пригода, затоа би требало да истакнеме дека според Старделов, токму периодот на зачетокот на СВП коинцидира и со пресвртните години во развојот на современата македонска поезија. Ќе ми дозволите да ви го цитирам авторот, кој вели: во моите 5 монографии за основачите на повоената македонска поезија, особено се осврнувам на првата фаза во која сите овие 5 автори се спротиставија како по некој непишан договор, вели Старделов, на фолклорниот маниризам во кој авторската песна е сведена на чиста механичка транскрипција на народната песна. Тој вели исто така, особено тука има пресвртничка улога појавата на Везилка на незиното второ дополнето издание и тој потенцира токму во 1961 година. Понатаму вели, во ова издание на Везилка почна фундаменталната мена и промена во битието на повоената македонска поезија, настапија незините звездени години. Се разбира дека тие се длабоко поврзани и со развојот на овој фестивал. Од тука несомнено е дека монографиите кои добиваат статус на поглавја во новата целина
Можеме да ги читаме и засебно, и секако тоа сме го правеле и претходно. Но меѓу кориците на новата синтеза добиваме можност да се соочиме со безброј суптилни нишки кои Старделов ни ги оставил како завештанија и како духовни предизвици на идните читатели и на идните проучувачи на македонската поезија. Преку вкрстување на микроскопските читања на антологиските песни, кои предмалку кажавме се поврзани со насловите на поглавијата, но и преку телескопските визури кон литературните процеси и културните процеси, се разбира, меѓукултурните размени, Старделов ни овозможува звездите на македонската литература сега да ги видиме во едно ново светло, како една нова целина и структура. Како кога ќе фрлиме поглед кон бесконечното небо и одеднаш ќе видиме дека некои звезди оформуваат созвездие. Јас го имав чувството, читајќи оваа книга, дека во тоа созвездие припаѓа и авторот, како творечка личност, како изворен сведок на нивната севкупна творечка енергија и на нивната еволуција како автори. Тој сведочи во дел од текстовите дека бил и прв читател и дека пишувал и поговори за дел од овие книги, ги промовирал и така натаму, значи будно следејќи го развојот на авторите, како што тој и самиот сведочи во предговорот, вели, растев и се развивав со нивниот растеж, на определен начин и самиот, вели, сум вклучен во драмата на нивното творештво. Овој цитат намерно го одбрав за да аргументирам едно од тезите што претходно ја кажав. Всушност, ако ја имаме предвид неговата теза за поетското како врвен принцип, тој подсетува дека дел од овие автори се разбира се многу значени за македонската проза, есеистика, критика, научна мисла и така натаму, но сепак вели врвен принцип е поетското. И секако ако имаме согледбата на еден од авторите, еден од двајцата македонски ловороносци, Матеа Матевски, кој за Старделов и за неговото критичко кредо вели, тој тоа го прави со занесот, ентузијазмот и стилот на белетрист и со зафатот и сериозноста на научник. Токму оваа книга би можела да ни даде за право да говориме за присуството и за славењето на поетското во критичарскиот дискурс на Старделов, како и за неговата сотворечка улога во возбудливиот и еруптивен развој на современата македонска поезија. Но оваа линија и констатацијата на писателката Кица Колбе. Мислејќи на Старделов, вели таа, ги повикуваме во умот и имињата на сите оние кои некогаш ја сочинуваа духовната елита на македонската култура. Со нас беа и Славко Јанески и Блаже Конески еден век по нивното раѓање. Поентирајќи, македонската литературна, научна и духовна елита навистина не е замислива без Георги Старделов. Во книгата Македонско поетско созвездие, впрочем, преку исцрпното и сеопфатно проникнување во поетските опуси и поетските искуства на Јанески, Конески, Шопов, Матески и Поповски, всушност Старделов ни покажува што е едно и единствено, препознатливо во поетиките на секој од овие творци, кои се тајните на нивното пеење и мислење, но и суптилно ги навестува зоните на интерференции и творечки размени, како со македонската поетска традиција, така и со диалогот со поети од други, поблиски и подалечни меридијани. Не случајно дејноста на патроните на овој фестивал, браќата Миладиновци, особено основополозничката улога на Константин Миладинов, Старделов суптилно ја става во релација со поетските опуси на сите 5 поети. Навистина, Миладиновци се присутни во сите 5 поглавја. Од друга страна,
Во оваа пригода би требало да се подсетиме дека поднасловот на книгата на Старделов гласи една нова поезија во европската литература на 20 век. Таа контекстуализација е многу значајна за книгата. Кога говори за естетските дострели, за новото и за поетските искуства на македонските поети, Старделов ја истражува суштината на македонското поетско писмо, секако и преку диалогот со светот. Како негов близок соработник, наследник, писателот Иван Джепаровски со право истакнува: Старделов беше човек со огромни познавања на светската и на македонската култура и книжевност. Тој беше човек што сите своји знаења умееше да ги преточи во прекрасни предавања, беседи, текстови и монографски студии. Оваа констатација наполно е валидна и за последната објавена книга на Старделов. При тоа не е случајно што Старделов како доктор по филозофски науки, професор се разбира, по филозофија на културата, естетиката, врвен естетичар, трага и по творечката филозофија и по присуството на филозофското во поетските светови на овие поети. Навистина неговите анализи, неговите херменевтички продирања, понирања во текстовите се фасцинантни. Не е никакво изненадување што во неговите проникливи и вдахновени толкувања најдуваме како на диалог со сознанијата на низа мислители. Во оваа пригода може само да споменеме дел од нив, од Аристотел, Платон, Адорно, па се до Хартман, Хајдегер, Мигел де Унамоно и така натаму. Но исто така она што е возбудливо и мислам дека вечерва треба да се каже во врска со оваа книга е дека на страниците на оваа волуменозна и значајна книга често наидуваме и на просветлувачки паралели со голем број европски и светски поети, чии што имиња, меѓу другото, се поврзуваат токму со струшките вечери на поезијата, добар дел од нив токму како струшки лауреати. Од Крлежа, Алберти, Енцесбергер, Вознесенски, Оден, па се до Сенгор, Неруда, Гинзберг, Амихај, за чие што поетско творештво во Света Софија беседел токму Старделов. Во едно интервју од 2008 година Старделов вака е објаснува улогата на литературното творештво и културно-уметничкото наследство. Тој вели: ние сме на земјата за да ги свршиме оние работи што ќе ги однесеме со себе на небото. Ви читам оваа одломка од интервјуто, бидејќи на еден многу убав начин кореспондира и со насловот на неговата последна книга. Тој понатаму вели: од секоја гледна точка, а најмногу од гледна точка на науките и уметностите, тоа се делата. Од книжевните дела, например, најмногу зависи меморијата на еден народ, вели Старделов. Токму од оваа визура, објавена во годината во која авторот навлезе во 10-та деценија од животот, книгата Македонско поетско созвездие е дело кое е органски споено со делата на доаѓените на современата македонска поезија, кои се впишани во светското поетско небо. Старделов е нивниот астроном и како во најдобрата поезија, благодарение на оваа огромна и по обем и по значење книга, сведоци сме на возбудлива преобразба, возбудлива метаморфоза. Читајќи ги вдахновените текстови на Георги Старделов, неретко имаме чувство, вртејќи ја секоја нова страница, дека херменевтот, критичарот, астронаутот, метафорички кажано, високо на небото и тој се преобразил во звезда. Бидејќи како што Старделов во повеќе текстови нагласува, и во најтешките околности поезијата била, е и ќе биде победа на човековиот дух. Ви благодарам.
Славко Јаневски, Жолта литија. Сончогледи кај гроб му клекнале. Чекаат да ги допозлати. Тој спарува од земја, со занес и му пијанува жили. На секој цвет грумче јантар остава. Самиот веќе е сончоглед, артејки во вински талог, пред литијата, па во своја црква. Таму му е увото, во увото срцето, во срцето хармонијата на кошмарот. Облаци распослал ветар, пигал ке го крене на нив. Со литијата и самиот ке побара починка на мермерни женски гради. Од секое сончогледово зрно, по едно сонце се спушта во чаша со вино. Нема таков што ќе ги преброи. A procession in yellow. Van Gogh. Sunflowers have knelt to his grave and wait to be gilded. He rises from the earth in vapors and inebriates their sinews with giddiness. He invests each flower with a crust of amber. He has become a sunflower, and sprouting from the leaves, he leads the procession to his own church. There lies his ear, his heart in the ear, in the heart, the harmony of a nightmare. The wind strews clouds. Pegal will lift him above them. After the procession, he'll seek rest on woman's marble breasts. From each sunflower seed, suns set in a glass of wine. No one can count them. Блаже Конески, послание. Без вас, Тире и Сидоне, овде се живеело илјадници години, и пак ќе се живее. Ние луѓето сме како тревана, ја газат, се суши, се задушува, гине. Само земјата останува. Ние луѓето сме како мравине, ги гмечат, ги ништат и пак се збрале купче. Одовде тргнал некогаш поход до Инд, кој можел да го предвиди тоа? По Вија Игнатија Цицерон одел во прогонство во Солун. Близу до Драма, призракот на Цезар му се јавил на Брута под шаторот спроти решителната битка, па се посветиле во Тивериопол 15 маченици. Наум соградил манастир на извирот на Белото езеро. Оваа земја го крепела и Марка кралета. И сепак, зар не доживеала таа униженија? Зар можело без тоа до зрелоста? Сето е предвидено. Ние си одиме, а земјата останува. Epistle. Without you, Tyre and Sidon, life has existed here for thousands of years and will continue. We humans are like grass, crushed, dried, withering, dying. The land alone remains. We humans are like ants, squashed, destroyed, and again gathering in a pile. From here, sometime began the march to the Indus. Who could have foreseen that?
Along the Via Egnatia, Cicero went into exile in Salonika. Near Drama, Caesar's ghost appeared to Brutus in the tent on the eve of the decisive battle. And 15 martyrs were consecrated at Tiveriopol. Naum built a monastery at the source of the White Lake. This land also gave strength to King Marco. And yet, has it not suffered humiliation? Everything is ordained. We depart, but the land remains. Aco Šopov, gledaš во пепелта. Изгасни песно во огнот што го запали сама. Прска зборот и исчезнува во пепелот кремен. Гледачу во пепелта. Ја препознали во неа исконската драма што доаѓа од дното на овој извор темен. Песно. Те откинав од клунот на птица во крвта што ми лета. Од црвеното небо на запалените вени, од тие далноводи на два непомирливи света, тие изгреи сонца со неодгатнати мени. Те откинав од гневот на иконите, тие неразбирливи гами, од громот врз копието на војнот со камен што е сраснат, од сонот на тие повисоки што се од сонот што ги мами, и пак се раѓаат, откако еднаш згаснат. Сега сме два света, два врага, две завојувани страни. Сега сме војна без излез и кама против кама. Кој е победен? Кој победник? Кој со изгрев на осмислени рани? Изгасни песно во огнот што го запали сама. Reader of ashes, burn out, song, in the fire you have struck. Your flint has split the word and burned it to ashes. Reader of ashes, do you see in the ashes the fable which rises from deep in that grey? Song? I broke you off from the bird beak aflight in my blood, from the red sky of my fired veins, strung from my pylons charged at opposite poles. I broke you off from red and black anger icons, from the thunder in the warrior's stone-tipped spear, from the dreams of men who are taller than their dreams, and rise again from their ashes. It has split the world in two. Its sides clash in a windless war, knife against knife. Who loses? Who wins? Who will make sense of the sunrise of wounds? Burn out, song, in the fire you have struck. Матеја Матевски, раѓање на трагедијата. Кога Аристотел ја утврди вистинската состојба на нештата и го одреди патот како се претвора ведрото во облачно, и кога насмевот се претвори во грч, а зборот во меч, болката постоеше веќе. Зашто раката долго веќе се моделираше со рака, и зборот со збор, за да го истераат злото од светот. Но злото беше внатре, и во неумоливите правила, и во неизбежните постапки. А од виното и сонцето пијан, Дионис одамна мафташе наоколу со фалосот и мечот, терајки ги да пеат од раните лишки, и така се раѓаше песната.
додека жените се завиваа во црно, додека гореа кулите и тонеа бродовите, и коњите ги гмечеа плодовите на земјата, а срцето се претвореше во сува оскоруша и крвта ја напушташе плотта. Тоа и немаше некоја голема врска со херојството, ни плачот на осамата, ни солзите врз огништето пусто. Но стариот филозоф и сега би ја клал сета таа кланица во убави правила на играта, додека публиката продолжува да ја ракоплеска на смртта. The birth of tragedy. When Aristotle approbated the true state of things and ordained the path of how to transform the clear into the cloudy, and when the smile grew into grips, the pain was already there, because the hand was already modeled by a hand, and the word by a word. To expel the evil from the world, but the evil abided inside, and into the inexorable principles, and in the inevitable behaviors, because from wine and the sun the drunken Dionysus was waving around with his phallus and sword, forcing the skinned animals to sing, so the song was born, while women wrapped themselves in black, while the towers burned and the ships sank, and into the horses threshed the corn on the ground. And the sun grew into a dry mountain ash, and the blood left the body. It did not have a great connection with heroism, neither the cry of solitudeness nor the tears of the waste home, of the philosopher who would even now set all that butchery into pleasing principles of the game, while the audience go on applauding to the death. Анте Поповски, Псалм 2. Изучувајќи ги медицинските науки, мене ме возбуди фактот дека човекот во својата крв има точно толку железо, колку што е потребно за да се исковаат доволно клинци за едно распетие. Си мислам, кој ќе го открие санскритот дури патуваме кон звездите? Си мислам, секој од нас е некој иден Исус, зашто во својата крв може да си го потпише своето исчезнување. Psalm 2. Studying medical sciences, I am excited by the fact that man has in his blood exactly the amount of iron that would be needed to forge sufficient nails for one crucifixion. I wonder, who will unravel Sanskrit while we are journeying to the stars? Each one of us, I think, is some future Christ, because with his own blood, he can sign his disappearance. Ви благодариме што бевте дел од омажот посветен на академик Георги Старделов и неговото капитално дело Македонско поетско созвездие. После кратката пауза, во 21:30, продолжуваме со представување на добитникот на наградата Браќа Миладиновци. We thank you for being a part of the homage dedicated to academic Georgi Stardelov and his capital work Macedonian Poetic Constellation. After a short break, we will continue at 9:30 with the presentation of the winner of the Miladinov Brothers Award. Thank you.